Слава ти, Господи Исусе Христе, ја озвучуваме оваа книга. Гимназиум, тоа се колумни кои излегува или како ја размножувавме умноста, издадена во Скопје, Македонија 2003 година. Текстовите се објавени во лик Слава ти, Господи Исусе Христе, во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна. Тоа е една од тие книги во која се водеше битката за Македонија, за македонската култура, со сите оние фантазмагории што и денеска ги има. Слава ти, Господи Исусе Христе, негирање на Македонија и македонците. Пазете, во така наречен Европска Унија, Европски сојуз, во која не се признаваат македонците, не се признава македонскиот јазик, што е нешто што е надвор од умот, примитивно движење на сатански сили, постмакедонски идентитети, нашите соседи кои сите земаат дел од историјата и ги представуваат како своји, ама ги негираат македонците, бидејќи татко на лагата е сатаната, фатени се во таа лага. Стерната на сценскиот бард, читаме 84-та страница, стерната на сценскиот бард, беа дојдени и Јана убава и водата студена, дотекоа на сцената. Роди се Јана убава, дотекла вода, студена, леле, офаман. Песната појде како завет дека се отвари уште едно македонско петно. Стерната. Фрлете го бубаќот и отворете ја стерната, нека екне, нека ропне, нека скипне, нека гргори. Се чествуваше Ристо Шишков. Беше тоа показание како расне духовната големина низ факторот време. Тој, великиот, кој го заслужи Александровото именување. Прв беседеше Васе Манчев, зборуваше за врчот со пелин и грдотило, за официјалната македонска дистанца врз најрасниот македонски актер, македонскиот бард. Ние не му требаме нему, рече. Ние. Кои сме ние? Мери Бошкова го донесе ни својата сценска посвета, ја играше сцената од Глембаеви, го донесе да биде, да го видиме преку нејзината игра. Не му требаме ние, нему. Не му требаме, продолжуваше беседата. Потоа Владимир Светиев ја кажа неговата песна. Мето Јовановски не дојде. Дојде заменикот министер за култура Благој Чоревски. Проглаголи едновистиното сторение со жртвуваниот. Дојдовме многумина, се отвораше една македонска стерна, Александар Шехтански, Снежана Коневска Руси, доктор Димитар Пандев, Славе Ѓорго Димовски и авторот на монографијата за Ристо Шишков, Гоце Ристевски. Актери, режисери, љубители на театарот и сеирџии. Шпиуни и черешни, што би рекол Ристо Шишков. Илија Милчин го грабна зборот, даде думание за геноцидот врз Македонија, за тоа дека играта на сардисаниот сценски бард била дел од македонската борба за слобода. За тоа дека Македонија не му дала, не му вратила на Шишков колку што и се дарувал тој. Го сакаше својот театар, заврши Илија Милчин. На крајот се појави синот. Го донесе долго потиснуваната скрб, излезе, го поведе енергијата на потиснатата стерна. Чиниш лично Ристо слегол да ја доигра улогата. Донесе дамари од забранетите представи, од забранетите македонски теми. Беше тоа Васил Шишков. На платото на сцената одеа филмовите на чествуваниот. Ристо Шишков кого го изеде социјалистичка Македонија. Го изеде. Неодамна во едно интервју еден скопски режисер изјави дека во Македонија никогаш немало цензура. Ех, лаж го ни заеден. Може би е сега директор во некаков театар. Книгата на Гоце Ристовски отвори едно од македонските петна. Го донесе како пишан збор. Прочитајте ја, македонци мои. Уверете се сами дали режисерчето е лажеле. Книга која мораше да биде напишана. Нека низиното присуство биде движење за да се отворат и останатите македонски недоречености.
Беше тоа вечерна ангелот одмрсна од таа Македонија. Дотече водата студена, се случи родение на Јана убава и магијата беше чествувањето на Шишков. Застанал велик на таа сцена и клокоти: Македонио, кој рече дека актерот умира? Жив е Шиле, не успеавте, джелати проклети. Светото писмо вели да му однесеш вечера на непријателот, благословувајте ги оние што ве колнат. Денеска се собравме во театарот Центар да ја отвориме стерната, затната со бубаќот на комунистичката култура. Во тоа голем залог даде авторот на монографијата Шишков, Гоце Ристевски. Не чекаат уште македонски теми за благословување. Господ да ни ја благослови Македонија и македонскиот полуостров и сите постмакедонски идентитети. Се разбира, ние не му требаме нему, тој ни е нужен нам, секако Македонија ја враќам во собственост на Господ Исус Христос. Он е нејзин цар, он ја создал, именувал, запишал заедно со Таткото Небесен. 87 страна, сечи, брате мили, ја озвучуваме оваа книга Гимназиум. Дајте ми меч, врескаше Соломон. Дајте ми меч, време веќе беше да се реши, да се пресече. За тоа време тајфата ја создаваше портата. Не беше верна на вистинската. Ја воскреснуваа од дрво. Вистинската била од камен. Беше тоа обид да се загатне нејзиното возобновување. Дента кога гласаа, ја создадоа портата, дента кога гласаа и закасаа. На левата кула, ако застанете пред неа со лицето кон гората, со ликот кон градската широчинка, кон тоа исползувано место, на левата кула се вишнее македонското етничко знаме. Под него големата ма, богиња на древните и сегашните, старите и младите, нашите и нивните македонците. Под него големата мајка со крилја ангелски ја варди, го варди влезот на вистината. Се разбира, Исус е патот и вистината. И на незиното чело на портата, веројатно ангелот од Пулс го срочил следното: Necesse est viverenon est. Ангелот од неделникот Пулс. Една од најдобрите промени во промените. Вангел Божиновски го срочил тоа за да го скрби македонскиот граѓански словенски народес, го срочил тоа баш на денот кога гласаа и закасаа. Дајте ми меч, мајката ваша, се раздра Соломон. Па ќе ви кажам чија е оваа портосана земја. На градската агора, таа пуста широчинка, се случуваше општо народна буна, востание, револуција. Едните ги поразија другите. Не може тоа така на оружје браќа напред, кога гласаа и закасаа едните наспроти другите. Баш тогаш тајфата древномакедонска ја подигна портата на таорчанецот Вистин, Јустин, Ваистијан, човекот кој на јазикот на неговиот народ името му значи правда. Човекот кој го возобнови македонското право, кој им го даде на римјаните, како што возобновувањето на портата се обидува да им го даде Вангел Божиновски со тајфата на скопјаните. И го срочил тоа на латински за да го скрби македонецот, граѓанинот кој претходно си гласа, а потоа мораше да закаса. Мораше оти двамина не може да председателствуваат, на едно столче да седнат. Дајте ми меч, рече кротко Соломон. Требаше да реши чие е чедото, па реши да го пресече на две и да им го подели на двете мајки. Тогаш вистинската мајка рече дека детето е на другата мајка за да го спаси од гибел. Зошто така не направија българците ако сме еден народ? Куко? Оно гурците. Го срочил тоа пред Јустинијановата порта, која во слободен препев над латински на современиот македонски значи од немукает не се живее. Или просто од некоја нужност. Просто си постојам како билка.
Недалеку од портата Херберт Маркузе се креваат буни, востанија, револуции на градската широчинка, во која едните наликуваат на другите во нужноста на 10 годишната македонска тројанска војна за превласт, а Бога ми и за крадење не можете да му служите на Бога и на Мамона, на Исус и на Мамона. Вангел го скрби за спаниот македонски народ, се обидува да го спаси од словенисувањето. Напред, браќа, удрете едни на други. Ечи од широчинката, дајте ми меч, рече царот Соломон. За жал, не можат да победат двамина. Или од немукает не се македонствува. А што ако за разлика од вистинската мајка решат да сечат? Се друго е жетва на сееното семе, па така е пресечена Македонија. Србија, овој вардарски дел, Албанија, тој дел никој не го зборува, јонскиот дел, Егејско, грците, бугарите ја пресекоа. Баш тогаш тајфата древномакедонска, патриаршиско, се друго е жетва на сееното семе од патриаршиско екзархискиот период на македонците. Пред македонската Јустинијанова порта на вистината, на подигнатото плато пред кафулето Александар плац, недалеку од градската широчинка, нашата агора, македонци мои, изгласани, закасани, портосани. Каква штета што не можат да победат обата. Еве ви меч, еве ви го тој меч, сечете за да видиме чија е нашата Македонија. Од немукает или така просто од нужност, сечи, брате мили. Се разбира, Македонија е земја на Господ Исус Христос и Таткото Небесен, цар на македонците Исус Христос. Тој е вечен цар. Имаме ние и земни цареви, нели? Тој не запишан, именувал и создал и Македонија е негова собственост и еден ден сите ќе одговарате кога ќе треба да поминете низ пламенот на вечната љубов. 90-та страна, Чернодрински е мртов, да живеат фестивалите. Ја озвучуваме оваа книга. Чернодрински е мртов, да живеат фестивалите. По 11 години од возобновувањето на театарот Скрб и утеха, дојдоа селекторот и председателот. Може би се работеше за гест на помирување и добра волја. Исус знае. Кога ќе се спомне театарот, се работи за општо место, театарот. Но каков театар? Соцреалистички, например, или пак среднограѓански. Клучното прашање за македонскиот театарски народ или полтронски под фустанот на власта. 11 години од возобновувањето на театарот Скрб и утеха, по 11 божји лета театарствување, за прв пат дојдоа селекторот и председателот од еден македонски театарски фестивал да се опулат во представата, да се огледаат. Дојдоа да ја гледаат театарската творба, дали е вредна да се надпреварува со другите. Името на театарскиот фестивал го носи човек кој што ја започна првата Скрб и утеха, првиот Скрб и утеха во салонот Славјанска беседа во Средец денешна Софија, некад 1895-та. Се кажува Војдан Чернодрински. Пред таа представа игравме во домот за деца без родители. Истата представа. Не гушкаат децата откако завршивме со играта. Беше тоа потреба од љубов. Потоа дојдовме во салонот 1919, потоа по нас дојдоа председателот и селекторот. Нивното доаѓање одеше малку одоколу. Првин тие ги објавија пријавените театри за фестивалот. Потоа ние им упативме протесно писмо. Потоа тие ни вратија со писмо пишувано на рака без меморандум и печат, зашто нашите представи не ги гледат селекторот. Потоа ние им се јавивме по телефон. Потоа тие ни рекоа дека може селекторот да ни ја види представата. Театарот е едно општо место. Каков театар? Клучното прашање за македонскиот театарски народец. Оваа приказна со ние и тие започна всушност пред 3 македонски фестивали, но денеска ќе зборуваме за убавите работи. Беше 22 Тревен, Свети Маченик е Психије, колку сакаш, секој ден има по неколку свети,
Богат е овој народ со античко-македонска традиција. Првата представа се отвори во основно училиште Лазо Тасевски. Втората во домот за деца без родители 11 октомври, третата во салонот 19 и таму игравме долго време додека не избркаа под цензурата. На третата дојдоа председателот и селекторот на македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Може би се работеше за добра волја и помирување. Се случи тоа 11 години од како тргна вториот скрб и утеха. Доволно време за размислување од која линија тоа општо место станува духовна доблест, а од која линија естрада, пазар, себе афирмирање, публикотропизам, театарски туризам, полтронство и бесмисленост. Представата се вика Зајди сонце. Беше тоа 29-та изведба. Откако театарот заврши, селекторот и председателот си заминаа дома, заборавајќи на своите колеги да им подадат дланка без разлика дали ја опулија или ги опули, нив ги опали представата. Се работеше нели за гест на мир и добрина, процес на 11 годишно соседство на македонската сцена. Театар, но каков театар? Соцреалистички, граѓански, македонски, па немојте сега со тоа македонски, видите ги нервирате. А представата за Едисонце ја има снимена за македонската телевизија Свети Никола 97-та, 8-та и никогаш не е емитувана. Ја има на YouTube. Скрб и утеха го знае одговорот. А тие или Чернодрински е мртов, да живеат фестивалите. Пред тоа дарувавме во домот за деца без родители, не гушкаа по представата. Се работеше за недостаток на љубов. За волја на вистината, дури ни книгите не ги промовираа. Потоа, кога беше Петар Темелковски, морам да признам, тој не примаше на фестивалот, но сите и сите се против вас и игравме таму во црквата Свети Никола во Варош, прекрасно место. На вистина, тогаш барем можевме оддалеку да ги опулиме, те гледам оддалеку, и едните и другите. Сам си. Твојот воздушен кон страшно што рецитира од Ренџов поезија. Ела војводо да ги напоиме, ела Чернодрински да ги напоиме коњите на Цер во Свети Никола во Варош. Пред споменикот и едните и другите се појавија сите. Баш сите, и едните и другите, и третите и четвртите. Убаво е кога во градот ќе никне споменик, паметник на некоја славна личност од нашето минато, нашето вашето, македонското, од нашата сегашност како завет за иднината, нашето вашето. Се работеше за мајка Тереза, скопјанката, македонката Бојаджију, чишто татко Никола му бил другар на мојот дедо Александар. Како што јавуваат по таткова страна медиумите. Се собравме сите скопјанката Бојаджију, македонката. Се собравме сите на македонскиот полуостров, постмакедонски идентитети. Се собравме сите, се славеше, се чествуваше, се радуваше. Се славословосуваше сите, баш сите, и едните, и другите, и третите, и четвртите, олеле, кукуноне, политичари, публицисти, мисионери, кандидати за председатели, партии, асоцијации, началници на градот, случајни минувачи, љубопитни сеирџии, одважни спонзори, медијатори, шпиуни и черешни, што би рекол Ристо Шишков, и други граѓани на нашава оаза, и постмакедонските идентитети, нашите 4 соседи сосесловените, олелелеле, нека ни е честито се посади и никна споменик, олеле, голема жалост ја стигна ахајскава македонскава земја од Хомер, нека ни е честито се посади и никна споменик, паметник за градот, да не ни биде градот безлично место, пустина, гласот на оној што вика во пустината, покајте се приближи Царството Небесно на планетава Земја. Убаво е кога човек за време на својот живот ќе стори толку добрина, што додека е жив го прогласуваат за светец.
Мајка Тереза заслужува споменик, со неја ќе се гордее градот и народот, македонскиот народ, Скопјанката, велат медиумите, Скопјанката Бојаджију со македонско презиме. И што? Што ќе се случи понатаму со спомениците, ќе имали желби и дејанија да се постават споменици, паметници на сите од Македонија. Те овој текст е пишувам пред да никнат тие сите паметници таму. Знаете, и едните, и другите, и третите, и четвртите, и петите, и шестите, по Богомил, например. Потоа Андреја Дамјанов Папрадишки, потоа Таорчанец, однесудениот Скопјанец Јустинијан, вистината. Името на неговиот народ значи правда, Вистинијан, нели и тој е Скопјанец, да не речеме Македонец, македонските слави за Фатија, потоа Петре Гарката Филиповски, Макарија Фрчковски, олеле, потоа апостолот Павле со сонот за македонецот, потоа цар Самуил со свитата или со виделината, потоа илинденците или па контроверзните Тодор Александров и Иванчо Михајлов, или пак најнакрај македонскиот цар Александар III великиот на конј со репликата од Плутарх, додека и јас за македонците го освојувам светот и така натаму. Сите овие паметници никнаа понатаму. Ние игравме една представа, документарен филм 1000 години како денот од вчера, каде со Страшо стоевме на споменикот. Гоце Делче го играше тој јас Александар Македонски на местото каде што е денес Александар Македонски споменикот. Ако имаме доблест, чест и достоинство, треба да им кренеме споменици на сите, на едните и на другите, на третите и четвртите, на сите оние кои историјата ги врзува со македонскиот народ од македонскиот период на владењето на светот до денеска. На некој начин, претходниот тој Никола Груевски, кој го набркаа, зашто не дозволуваше да се смени името, идентитетот, без разлика сето друго што е правено. Ги постави тие споменици, иако е тој идолопоклонство, ја постави македонската историја на видливо, да га гледаш, да га гледамо, што ви рекле тетовци, да го гледам, да го видјавам, да го виду. Се разбира да ја видиме, да ја опулиме. Немам ништо против да се крене еден споменик и на словените. Нема што да се срамиме ни од нашите предци, треба да се покаеме за одредени работи. Например, тоа што Антиох Епифан им го правил на израелците, го има тоа во книга Макавејска. Нам ни се прави 2000 години, но имате ли вие духовник да ви го објасни тоа, бидејќи ние се занимаваме со нешто друго? Ќе го извајаме, ништо да се крене еден споменик, например, на словените, и на едните и на другите, на третите и на четвртите, на сите кои историјата ги врзува со македонскиот народ, на сите, од македонскиот период на владењето на светот до денеска. Се разбира, немам ништо против да се крене еден споменик и на словените, ќе го извајаме онака мокар, само што излегол од Дунав скиснат, како од Туршија, со трскичка во ракат и со гордо чело. Немам ништо против него да напишеме: гледајте ме, јас сум тој што ве довтасав од Дуџум Карпатите и ве направив македонци. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во Македонија. Видете, Македонија и македонците ги создал Таткото Небесен, Он ги дава имињата на народите. Он не именувал, Он не запишал во живо слово. Не сме ние зависни од луѓе, не зависи од сите нас постмакедонски идентитети, болгарци, сербци, арнаути, грејци, дали ние постоиме или не. Господ ги дава имињата. Сакав да пишувам за Бојаджиевци, а повторно ме фати македонствување. Прости ми, Боже, Господи Исусе Христе, повторно ми протатнеа Хомеровите дамари, запишани како стапки удари на тапанот во македонските ора, да не го заборавиме и Хомера, 17-осмински такт на македонското оро, кој играме и денеска. Под неговиот споменик ќе напишеме: јазикот на славо македонците од Лерин води потекло од раниот Хомеров јазик, Константин Чулкас.
Сакав да пишувам за бојаджиевци, а повторно ме навасаат дамарите, топаните. Нека му е честит на градот, споменикот на Скопјанката со македонско презиме, но што ке биде со другите? Денеска веќе се изградени толку паметници. Само на еден заборавивте да му изградите. Имаме ли доблес и почит за сите кои ги памети нашата Македонија? И едните, и другите, и третите, и четвртите. Ке им кренеме ли споменици паметници ним, за да му го вратиме идентитетот на народот и на градот? Не чека многу работа, македонци мои, да не заборавиме, да му кренеме паметник на Господ Исус Христос во нашите срца. Тој не создал, тој не дарувал, тој не запишал македонецот да повика: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Тој му се јави на апостолот Павле, за да се прошири патот, вистината и животот Господ Исус Христос. Затоа Господ Исус Христос е цар на македонците, ние сме негов народ. И не може никој да не избриши и порази. Се разбира откако како израелците ќе ги оставиме старите традиции и ќе почнеме да живееме духовен Исусов љубовен живот. Амин до Царството Божјо. Амин.